Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општината Битола, службен гласник за општина Битола број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за економски развој на Советот на општината Битола на 20.01.2023 година петок во 11 часот со предлог на следниот дневен ред. Под број 1, програма за измена на програмата за економски развој на општина Битола за 2023 година. Го ставам дневниот ред на гласање. Кој е за? Добро, благодарам. Имаме представник од општина Битола, Гордана Талевска, представник од општина од секторот за економски развој. Повелете да ја образложите точката. Значи се однесува измени на програмата на Оделението за економски развој. Програмата на Оделението за економски развој е последица на освоените 3 амандмани кои беа усвоени во буџетот од 2023 година. И тоа имаме измени во прилог број 1, додека прилог број 2 нема измени. Се однесуваат на следните точки. Подреден број 3 се однесува за изработка на сообраќајни проекти низ улици во Битола. Измена за траен режим и времен режим на сообраќај и смирување на сообраќај. Значи промената е во текстот, односно се додава осветлени пешачки предмини пред училиштата. Тоа е како континуитет на досегашната техничка документација и веќе поставените осветлување кај пешачките премини, како што имаме на Васко Карангелевски, на Партизанска, на Македонска фаланга и така натаму. Промени во буџетот во парите нема, остануваат исто, значи 1.200.000 денари. Подреден број 14 се однесува на измени на програмата на урбана опрема од 2017 година, заедно со проектна документација за изведба на планираните 400.000 денари, се додаваат уште 300.000 денари за поставување на урбана опрема на потекот на улица Партизанска од спортската сала Боро Чурлевски негде до Веро. Тоа ќе биде разработена со дополнителна првен проект на програма за урбана опрема, а потоа и соодветна проектна документација за изведба. Значи тука имаме промена на буџетот, стана 700.000 денари. И точка подреден број 3 се однесува на точката од програмата 74, а се однесува конкретно за реконструкција на игралиштата кај основното училиште Елпида Караманди, позади педагошкиот факултет. На планираните средства од 45.000 денари, сега се додаваат уште 200.000 денари и истите се префрлуваат од програмата ЈД 482.110 во програмата се префрлуваат во ЈП 482.910. Значи стана 245.000 денари. Значи овие се 3 точки со кои се врши измени на програмата за економски развој за 2023 година. Ви благодарам за излагањето. Да отворам дискусија, дали има некој да праша? Повелете. Првата мислам дека беше точка таму за измени на улици на режим. На кои улици се мисли? Знаете? Кој тип на измени ги имаме? Осветлување како веќе што се ставени на улица Партизанска, на Васко Карангелевски, се мисли на осветлени пешачки премини од двете страни, и од лева и од десна страна. Например, Васко Карангелевски, еве јас таму живеам, конкретно од двете страни на пешачките има дополнителни лед, значи се однесува низ цела Битола, што ќе биде дополнително обработено со соодветна проектна документација, како на континуитет на веќе поставените. Еве, може би вие сите знаете, низ Битола има на Васко Карангелевски, на Партизанска, на Македонска фаланга, на 8 септември, во продолжение спрема потребите
ќе бидат поставени и понатаму ќе се продолжи со истиот континуитет. Проектите ги изработува, одеше со проект, нашето јавно предпријатие и со одобрување во СВР. Значи, соодветна проектна документација. Ви благодарам. Дали има и некој друг прашање? Заради безбедност, поготово... Пред училиштата посебно, да. Да. Да, ви благодарам. Доколку нема прашање, точката на дневен ред ја ставам на гласање. Програма за измена за програмата на економски развој на општина Битола за 2023 година. Кој е за? 2 за, против? Воздржани? 3 воздржани. Ви благодарам, со тоа дневниот ред е исцрпен и состанокот завршен.